Благодарам, председателе. Значи, реплика после пауза. Малко изгледна впечатоците одговорот на колегата Милевски. Меѓутоа, колега Милевски, да се надеваме дека никој од вашите ученици на кои што им предавате економија не гледал Собраниски канал додека вие имавте говор од оваа говорница и да се надеваме дека ова што го кажувавте тука на комисија на ваков начин не им го предавате на час по економија. Иначе тешко на тие ученици. Велите мегаломански буџет. Велите парите се излекуваат од граѓаните, од реалниот сектор, се исцрпува стопанството и граѓаните. Да, мегаломански буџет, ама ако ги гледате бројките, оние 3 милиарди евра изолирано. Ама економијата не познава на оваков начин на гледање на макроекономските показатели. Значи, буџетот треба да го споредите со бруто домашниот производ. Треба да извадите податок колку со приходите од буџетот се зафаќа од реалниот сектор. Да споредите какво е сега зафаќањето со буџетот од реалниот сектор, какво било 2005-та. Да споредите какво е зафаќањето во нашава држава, како е во другите држави во соседството и во еврозоната. Кога зборите за постојано зголемување на долгот на државата, исто така не можете тоа да го презентирате во апсолутни бројки. Мора да го споредите со бруто домашниот производ. Исто е и со дефицитот на буџетот. Значи не можете да ги гледате изолирано бројките и да кажувате за мегаломански буџети, за не знам претерано излекување на парите од граѓаните и од економијата. Сега да одиме со онаа што признава економијата, а тоа е релативни показатели. Значи, оптоварувањето на реалниот сектор со буџетот 2005-та приходна страна 32,7% од бруто домашниот производ. 2015-та 30,2%. Кога тоа повеќе се оптоварувало стопанството и граѓаните? 2005-та или 2015-та? Расходна страна 32,5 2005-та, 2014-та 32%. Ако земеме за буџетот и соодносот со бруто домашниот производ, вкупно приходи во милиони евра 2005-та милиарди и 646 милиони. Буџет, бруто домашен производ 5 милиарди и 32 милиони евра. Бруто домашен производ по глава на жител 2470 евра. 2015 вкупно приходи 2 милиарди и 713 милиони евра. Бруто домашен производ речиси 9 милиарди. Буџет 2014 односно бруто домашен производ по глава на жител 4125 евра, што е за 67% повисок БДП пер капита во споредба со 2005. Ако го споредиме буџетот на приходната страна во милиони евра, е за 75% повисок од оној 2005. Меѓутоа, 2015-2016 имаме многу поголема новосоздадена вредност во споредба со 2005-та, а зафаќањето од реалниот сектор и од граѓаните во проценти е помало сега, неголи 2005-та, кога оваа држава ја водеше гарнитурата предводена од СДСМ.
Велите кривична одговорност ако министерот за финансии ги промаши проекциите на буџетот и на економскиот раст. Еве сега да ја прашам како наставник по економија, каде бе тоа, колега Милевски, вие во кој уџепник видевте дека ако некој министер ги промаши проекциите на економскиот раст или на буџетот на приходната и расходната страна е предвидена кривична одговорност? Имате ли до сега некаде, верувам дека како наставник по економија имате прочитано повеќе економска литература од мене, имате ли сретнато некаде во светот да има кривична одговорност за министерот за финансии? И дали таа кривична одговорност сега не треба да важи за ММФ, за Светска банка, кои по 3-4 пати ги коригираа стапките на економски раст и на нашава држава и на просекот во еврозоната и на сосем други држави? Каде сте виделе кривична одговорност ако проектираните стапки на економски раст не се остварат? Не знам, изгледа ќе влезете во аналите како со нови идеи во економската теорија. Велите, владата намерно ги издвоила јавното предпријатие за патишта за да го прикрие долгот. Колку и да зборите за долгот, може да зборите во апсолутни цифри, меѓутоа, ви реков, економијата признава релативни показатели, односно сооднос на долгот, нели, со бруто домашниот производ, сооднос. Еве сега ќе ви покажам каде стои Македонија на оваа скала според процентот на долгот од бруто домашниот производ во споредба со државите од еврозоната. И ајде да го прифатиме тоа, дека јавните предпријатија се издвоени, нели, јавното предпријатие за патишта од буџетот, и тоа задолжување на јавното предпријатие за патишта не влегува во државниот долг, влегува во јавниот долг. Ами јавниот долг е 43%, колега Милевски. Не е 168%, како во Грција, што е само државниот долг, па да збориме 5 години поред во оваа собрание дека само што не настасало грчко сценарио. Значи, оваа во Грција 170% државен долг не дојде одеднаш. Вакви показатели имаа со години наназад. И како тоа вие мислите го крие Министерството за финансии и државниот и јавниот долг? Нема мониторинг од страна на Светска банка на финансиските показатели во држава. Велите, се стимулира, а не се гони криминалот. И дека, нели, се излекуваат пари од граѓаните. Како е тоа, колега Милевски, се остваруваат така високи буџети кога имаме намалување на даночните стапки? Нема друго, освен да се каже дека е сопрена сивата економија. Онаа што значило не плаќање на данок, сега се плаќа. Значи, неравноправноста и нелојалноста е намалена до минимум, за да денес со помали даночни стапки и на персоналниот данок кој беше 15, 18 и 23%, сега е 10%. И имаме една цела листа на производи од 2006 на ваму, кај која имаме намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5%, односно префрлање на тие производи на стапка, на повластена стапка од 5%. Еве сега да не ги набројува. И имате ли вие одговор да кажете како тоа со пониски даноци се прибираат 67% повисоки приходи
Даночни приходи. Да не збориме за неданочните, излегува дека вкупно приходите 2015 се за 75% повисоки од 2005 година. Имате ли одговор на ова прашање? И само ќе побарам, ќе бидам краток, да ми кажете во кој уџепник по економија се предвидува кривична одговорност за министерот за финансии ако проекциите на економскиот раст и буџетските проекции на приходната и на расходната страна во текот на годината не се остварат. Благодарам.